Почитувани граѓани на Република Македонија, доколку сега го слушавте излагањето на заменикот министер, тогаш сигурно свативте дека живееме во најспремната држава во Европа, каде што сите угостители се задоволени во своите потреби, каде нема сиромаштија, каде корона нема никакви последици, економијата цвета, бизнисот цвета, немаме дефицит, не влеговме во долгови кои што ќе треба да ги плаќаат кој знае колку генерации. И затоа, почитувани граѓани, поддржете ја оваа власт за да продолжи да ве лажи понатаму и да мислите дека секој ден ќе добиете нешто повеќе, а всушност тие мислат како да ви земат нешто повеќе. Навистина е срамота вака да манипулирате и со угостителите и со фирмите кои што има вакви подружници, бидејќи доколку навистина сте се сретнале барем со оние со кои што се сретнавме ние, ќе видевте дека истите не се воопшто задоволени. И сите, почитуван заменик министер, не се Кочо Ангјушев за да зимаат од државата субвенции на волкави фирми, а всушност немаат никаква потреба и имаат кој зна колков профит. Навистина е срамно да се манипулира со македонската јавност и да кажувате дека сите овие мерки стигнале на вистинското место. Па самите кажувате дека вашите пакети на мерки се искористени околу 60% и дека истите не стигнале онаму каде што биле всушности наменети. Понатаму, доколку нешто им било ветено на угостителите и едни кои што исполнуваат условите ги добијат овие средства со 6-тиот пакет на мерки, тогаш ние сметаме дека треба сите да ги добијат. Без разлика дали станува збор за подружница или станува збор за основна дејност која што се занимава со угостителство. Бидејќи ние во нашата околина имаме наши пријатели, луѓе со кои што сме разговарале и кои што живеат од таа подружница. А не дека имаат некаква си огромна фирма која што произведува нешто, а која што има подружница ситно нешто за да може да се сливаат таму парите. Не зборуваме за ова. Знаете ли вие во каква сиромаштија живее македонскиот народ? Очигледно не, бидејќи немате излезено од вашите удобни канцеларии и фотели. Доколку излезете и доколку се сретнете барем со толку колку што ние се среќаваме секојдневно, ќе видите дека оваа помош не стигнала таму кај што треба. Не стигнала на тие кои што најмногу им е потребна, бидејќи големите фирми се снашле. Понатаму би сакала да ви искоментирам дека си направивте една голема реклама за мерките кои што сте ги предвиделе, меѓутоа доколку ги анализираме секоја од нив, ќе видите дека на секоја и фали по нешто. Ниту една не е целосна онака како што треба да биде. И пакетите на мерки не ви беа целосни. И не ви беа суштински. И затоа тука се трудевме со амандмани да ги надополнуваме. И жалам што повторно ќе кажам дека манипулирате со македонската јавност. И жалам што повторно ќе кажам дека единствената ваша цел е перцепцијата, која што на граѓаните повеќе не им е сјајна, бидејќи живеат во сиромаштија и не знаат како да го поминат денот. Ви благодарам.